Главното обвинителство владее голем револт откако нивната колешка од Гевгелија, а сега специјален јавен обвинител Катица Јанева го достави нејзиниот финансиски и планот за работа. Според обвинителите, носењето на законот е чин кој навредува, бидејќи фрла сомнеж во нивното работење, наведуваат на големи разлики во платите, кои ги става во неравноправна позиција, а изборот на нејзините помошници е резултат на лични желби и афинитети, а не според објективни критериуми. Затоа, за законското решение, велат, ке бараат преиспитување на неговата уставност и законитост пред Уставниот суд. На синокешната средба, свикана на барање на обвинителите и од вишите и од основните јавни обвинителства, за која обвинителството испрати соопштение, бил нагласен револтот од состојбите во кои функционираат обвинителствата, а како последица од носењето на новиот закон за јавно обвинителство. Тргнувајќи од поставените барања и забелешки дадени на заедничката средба, се соопштува од синокишниот состанок, едногласно биле донесени следните заклучоци: да се предложи донесување на измени и дополнување на законот за јавно обвинителство со кој ќе се овозможи избор на нови јавни обвинители покрај кандидатите од Академијата за обуќа на судии и јавни обвинители, да се предложат измени и дополнување на законот за плати на јавните обвинители во насока на надоместоци за јавните обвинители во смисла на надоместоци за ризик, страф и доверливост, да се предложат измени и дополнување на законот за јавно обвинителска служба според кој ќе се овозможат соодветни плати и надоместоци. Јавните обвинители инсистираат сите предложени измени да се донесат во итна постапка. Денеска пак Советот на јавни обвинители на седница треба да се изјасни за изборот на тимот помошници што ги предложи специјалната обвинителка Катица Јанева. Се очекува во текот на денот да продолжат преговорите меѓу работните групи составени од представниците на 4 политички партии околу измените на изборниот законник. Политичките партии и вчера останале на своите позиции. Утре во Скопје се очекува да допатува европратеникот Иво Вајгал, кој беше дел од преговарачката група која го постигна договорот од Пржино. Вајгал најави дека ќе има одвоени средби со лидерите на политичките партии, но и со специјалната обвинителка Катица Јанева. Електронско плаќање даноци со безготовинска картичка е новата услуга на Управата за јавни приходи, со која ќе може да се плаќа персонален данок, ДДВ и радиодифузна такса со безготовинска картичка, Виза, Маестро или Мастеркард. Регистрацијата на плаќање на даноци е бесплатна и не е потребен дигитален сертификат. Граѓанинот само треба да креира кориснички профил на електронскиот сервис на интернет страницата на УЈП. Во последните 24 часа биле издадени 3686 потврди за намера за барање азил од странски државјани. Најбројни се државјаните на Сирија и Авганистан, како и на Ирак, додека другите се во помал број. Во периодот од 19 јуни до денеска изутрина издадени биле вкупно 140.976 потврди на странски државјани. До оделението за азил вчера биле поднесени 2 барања за признавање на право на азил од државјани од Авганистан, со што досега тоа право го искористиле 70 мигранти. Хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ смета дека на државата во иднина ќе биде потребна некаква ограда на границата и вели дека од самиот почеток на бегалската криза се залага за апсолутна гранична контрола, зашто вооружените сили и полицијата имаат можност и опрема. Би сакала тоа да можеме да го одбегнеме, меѓутоа во иднина јас не гледам како поинаку да се заштитиме, вели шефицата на хрватската држава во интервју за Јутарњи лист. Таа потсетува дека е противник на затворањето на официјалните гранични премини, но и наведува дека државата не може да се грижи за се поголемиот број луѓе и не сака Хрватска да се најде во позиција да влезат поголем број луѓе, а да се затворат границите на соседните држави. Мислам дека во иднина ќе ни биде потребна некаква ограда или физичка пречка, но немојте тоа да го нарекувате жица, немојте тоа да го споредувате со една Сребреница или со концентрационите логори, рече Грабар-Китаровиќ и укажа дека треба да се биде коректен кон соседите и дека не треба безпотребно да се произведуваат судири.